Мобилно скочење опфаќа околу 400 членови лица со телесна инвалидност. Членовите се од Кочани, Виница, Берово и Делчево и многу населени места на ова подрачје. При тоа околу 60% се членови од 26 до 60 години. Другите се над 64 години, а останатите са под 26 години. Сега, оваа дискусија би требало да помогне да се променат законските регулативи во врска со доделувањето на електричен скутер. Поради тоа што на дел на некои од нашите членови кои се од 26 до 64 години и е потребен електричен скутер, државата треба да се направи притисок, државата да ги возможи на тие лица да дојдат до тоа помагало, поради тоа што е релативно скапо. Значи, нашето долгогодишно искуство укажува на тоа дека има многу млади луѓе, за жал, со диагноза кој што не е овозможува да се движат и единствен начин за движење и за функционирање е всушност електричниот скутер. Значи, познаваме примери у Кочани, во селата, каде што млади луѓе не можат едноставно да излезат од собата. Тоа ќе ни ствара монотонен живот, различни депресии и други негативни последици од останувањето, значи, фактички за цел живот во една или две соби. Електричниот скутер ќе овозможи да се движат и колку толку нормално да функционират во нашето општество.